Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Третиот пакет економски мерки ќе овозможи заживување на македонската економија преку директна финансиска поддршка на граѓаните. Ова се мерки за една нова, развојна македонска економија. Мерките се во вредност од 355 милиони евра и опфаќаат 730.000 корисници. Овие мерки ќе трансформираат нашата економија и ќе ја направат поконкурентна, ќе ја зголемат приватната потрошувачка и ќе стимулираат раст и промоција на домашни производи и услуги. Првиот столб од третиот пакет на економски мерки, усвоен од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ги опфаќа сите невработени лица, социјално ранливите категории, младите и домакинствата со ниски примања и медицинските лица. Со овие мерки се зајакнува домашната потрошувачка со фокус на домашни производи и услуги, се зголемуваат безготовинските плаќања, а со тоа се намалува и сивата економија. Но пред се зголемува куповната мок на граѓаните, а со тоа се олеснува животот во услови на криза. Домашна платежна картичка за граѓаните по 150 евра за македонски производи и услуги. Оваа картичка ќе ја добијат над 100.000 граѓани, односно сите невработени лица, активни баратели на работа, кои немаат над 15.000 месечни приходи според Управата за јавни приходи, како и примателите на гарантирана минимална помош. Со оваа картичка, во период од 30 дена, ќе може да се купуваат домашни производи и услуги, а платежната картичка ќе може да ја добијат и оние лица кои имаат блокирани сметки, бидејќи се работи за отварање на посебна сметка. Ваучер за домашен туризам од 100 евра и домашна платежна картичка од 50 евра. Со оваа мерка се опфатени 100.000 граѓани, односно сите вработени граѓани што примаат плата помало од 15.000 денари нето месечно и немаат други приходи според Управата за јавни приходи. Граѓаните ќе може да се одморат и да летуваат дома, а со тоа ќе го зајакнеме домашниот туризам. Електронскиот ваучер ќе има посебен QR код за секој индивидуален корисник, а ќе може да се користи во домашните хотели и другите регистрирани сместувачки капацитети, додека со платежната картичка поттикнуваме купување на домашни производи и услуги. Вредноста на оваа мерка е 16 милиони евра. Парична поддршка за млади од 100 евра и платежна картичка за студенти и средношколци од 50 евра. Се грижиме и за младите, и за студентите, и за средношколците. Оваа мерка опфаќа електронски ваучер од 100 евра за покривање на партиципација во универзитетите, сместување во студентски ученички домови и сите регистрирани сместувачки капацитети за студенти и средношколци. Младите ќе добијат и платежна картичка во вредност од 50 евра за домашни производи и услуги. Ваучери за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсеви за IT и дигитални вештини. Ги поддржуваме младите да стекнат нови знаења кои ќе им овозможат брзо вработување во новата развојна економија. Оваа мерка опфаќа ваучери за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсеви за IT и дигитални вештини. Оваа мерка ќе опфати од 7.000 до 10.000 млади до 29 години, кои ќе посетуваат академии во земјава за дигитални и IT вештини. Почитувани граѓани, заедно ќе ја пребродиме оваа криза и верувам дека од оваа криза ќе излеземе уште похрабри и уште посилни. На крај би сакал да упатам апел до сите граѓани на Република Северна Македонија да ги почитуваме мерките од владата на Република Северна Македонија, да држиме дистанца, да носиме маски и да не се групираме. Исто така би сакал да упатам и апел до сите угостителски објекти во државата да ги почитуваат протоколите кои што беа прифатени и презентирани од страна на владата. Ви благодарам.